Македонија има убедливо најниски плати во регионот, односно нашите 500 евра што ретко кој ги зема не вредат ништо во споредба со оние од нашите соседи. Нашиот просек е најмал во споредба со регионот, а дополнителен удар врз вредноста е високата инфлација од 14,5%, која наголемо ја јаде работничката плата. А згора на се зборува фактот дека дури 2/3 од вработените земаат далеку пониска плата од просечната. Од нас подобра е дури и Босна и Херцеговина со просек од 553 евра, додека Србија е со 620 евра. Далеку пред нас се хрватите кои земаат просечна плата од 1000 евра, додека просекот во Словенија за четвртиот месец од годинава изнесува 1300 евра. И во вакви услови илузорно е да се прават споредби што може еден просечен македонец да си дозволи со неговата месечна плата. За храна некако може и да се преживее, но за друго е безмалку невозможна мисија. Кино, култура, па и некој концерт, барем засега повеќето граѓани може да го сонуваат. Дополнително што депримира е фактот што кај нас платите не растат паралелно со трошоците за живот. Па од тука не чуди што сме лидер во регионот и во делот на сиромаштија. Скоро 440.000 граѓани едве го преживуваат месецот, а 3% живеат во сиромаштија со помалку од 100 денари на ден. Дури 8% од вработените се сиромашни и 7% се пензионери. Највисоките плати во земјава се во секторот информатика, кои надминуваат 1000 евра. Од друга страна, ниски плати земаат и вработените во земјоделскиот сектор. Само во првото тримесечје од годинава, од близу 692.000 вработени, 450.000 луѓе зеле плата по државниот просек. Но статистиката во меѓувреме е немилосрдна. Трошоците за живот од месец во месец се повисоки, а како тоа изгледа покажуваат и цените. Например, маслото за јадење за една година поскапе за 50%, лебот за 30%, месото за 20% и така натаму. Сметките за струја за една година поскапеле за 10%, а горивата дури за 64%.